Од темата број 2 линеарни равенки, неравенки функции со 9 оделение, ќе ги разгледаме прашањата од број 95 до 99. 95-то прашање. Која вредност на хикс е решение на равенката? Хикс плюс 18 еднакво на 8 хикс минус 3. Одговор. Немаме загради, немаме дропки, едноставно ги префрлуваме непознатите на една, познатите на друга страна. Ко смени страна, ке смени знак и добиваме хикс минус 8 хикс, бидејќи го префрливме, еднакво на минус 3, минус 18, бидејќи го префрливме од лева на десна страна. Сведуваме, хикс минус 8 хикс е 7 хикс, минус 3 минус 18 е минус 21. Множиме со минус единица и добиваме хикс еднакво на 21 врз 7, а тоа е 3. Која вредност на хикс е решение? Тоа е бројот 3. 96. Решение на равенката 4 хикс минус 8 врз 12 минус хикс плюс 3 врз 4 плюс 2 хикс минус 1 врз 3 еднакво на хикс минус 3 е равенка со именители, множиме со сите членови на равенката, ги множиме со НЗС за именителите, за 12, 4 и 3 е 12. Секој член го множиме со 12. 12 по М запишав на место првиот бројител, врз 12, минус 12 по А, за вториот бројител, да не препишувам во целина, плюс 12 по К, на местото 2 хикс минус 1, врз 3 еднакво на 12 по хикс и минус 12 по 3. Понатаму продолжуваме. 12 со 12 ќе се скрата, 12 со 4 ќе се скрата, 12 со 3 ќе се скратат и ќе добијам 1. Овде 1 по бројителот, 1 по 4 хикс минус 8 е тоа истото, минус. Овде ќе имам 4 и 12 да ги кратам, ќе ми остани 3 по бројителот, плюс 3 и 12 ќе се скратат, ќе ми остани 4 по тој бројител, еднакво на 12 по хикс, 12 хикс и минус 12 по 3 е минус 36. 4 хикс минус 8, сега имам минус 3 по хикс е минус 3 хикс. Минус 3 по плюс 3 е минус 9. 4 по 2 хикс е 8 хикс. 4 по минус 1 е минус 4. Еднакво на минус 36, а ова 12 хикс го префрлив од лева страна, сега тоа ќе се запиши, еве го тоа, беше позитивно, се ќе ми види минус 12 хикс. 4. Сведувам, а и во исто време ќе префрлувам членови. 4 хикс и 8 хикс е 12 хикс. Минус 12 хикс до него ќе си го препишам, ми остана уште минус 3 хикс, еднакво. Минус 36 го препишавме, минус 8, минус 9 е минус 17. Минус 17, минус 4, минус 21, а од другата страна ќе види плюс 21. 12 хикс и минус 12 хикс се поништуваат, останува минус 3 хикс, еднакво на минус 36 плюс 27 е минус 15. Множиме со минус единица и ќе делиме со коефициентот пред непознатата, па ќе имаме хикс еднакво 15 врз 3, тоа е 5. Наредно прашање. 97. Во равенката, дадена ми е таа равенка, да се определи А така што хикс еднакво на минус 2 е решение на таа равенка. Одговор. Имаме, еве да ја префрлиме равенката овде. Хикс да биде минус 2, на местото од хикс заменуваме минус 2 и ќе имам А по минус 2 е минус 2А, плюс 4 го препишавме, еднакво на 5 по
x 5 по минус 2 минус а и плюс 11 ги препишуваме. Продолжуваме понатаму, минус 2а плюс 4 еднакво 5 по минус 2 е минус 10, минус а и плюс 11 ги препишуваме. Префрлуваме непознати на една, познати на друга страна, минус 2а плюс а ќе добијам еднакво на 4, од другата страна ќе видим минус 4, минус 10 и плюс 11 ги препишам. Минус 2а плюс а е минус а, минус 4, минус 14, 10 е минус 14, плюс 11 е минус 3. Се множи со минус 1 и се добива а еднакво на 3. Добиваме решение 3. Го определивме а мора да биде 3, за да х еднакво на минус 2 биде решение на таа равенка. 98. Со која равенка во општ вид е запишана равенката? Равенка во општ вид е ахх плюс б еднакво на 0. Значи, таа равенка треба да ја доведам во таков облик. Ке имаме еве равенката. Имам множење на 2х плюс 1 со 3. Ќе добијам 3 по 2х, 6х, 3 по 1, 3. Минус пред заградата, минусот и заградата ги изоставувам, а членовите во заградата ги запишувам со спротивни знаци. Хикс, а сега имам минус хикс, плюс 1, сега ќе имам минус 1, еднакво на минус 3, го препишавме. Непознатите на една, познатите на друга страна. 6х минус х, ги сведив тие во исто време, е 5х. 3 минус 1 е 2, плюс 3, еднакво на 0. Значи, мора 7 8 на лева страна. И уште станува ова да го доуредам. 5х ќе се препиши, 2 плюс 3 е 5, 5х плюс 5 еднакво на 0. Тоа е равенката доведена до бараниот вид облик. 99-то прашање. Значи, наредно прашање ќе ни биде јубилеерно прашање. Која од дадените равенки, нудат повеќе равенки, 1, 2, 3, 4, е еквивалентна со равенката 3х минус 5 еднакво на х плюс 1. Еквивалентни беа равенките кои имаат еднакви решенија. Извршена некоја трансформација, па се добила равенка еквивалентна на дадената. Која трансформација? Во сите тие 4 понудени, на десна страна се познатите, на лева страна непознатите. Ако ова равенка, кај неја постапам така, да ги префрлам на лева страна непознатите, на десна познатите, ќе имам 3х минус х, затоа што х преминува на лева страна. Тоа е само во првиот случај. Ајде, дали десната страна е во ред? Минус 5 однесено на десна страна е плюс 5 и плюс 1 е препишен. Значи, првата е еквивалентна. Зошто втората не е? 3х во ред плюс х, а требаше да има тука минус х, за да и таа биде еквивалентна. Третата. 3х плюс х. Не може да биде плюс х пренесено од десно на лево со истиот знак. Или последната. х минус 3х, значи пренесено на десна страна, запишана како лева, х минус 3х е во ред, меѓутоа сега имаме 5 плюс 1, што не е добро. Одговор се запишува првата равенка. Ги разгледавме предвидените задачи.